Почитувани гледачи, добре дојдовте. И денес се дружиме заедно. Денешнава листа со нови совети. Што и како треба да конзумирате, што е добро, а што е штетно за вашето здравје. Затоа останете на оваа фреквенција, следуваат неколку минути посветени за здравјето пред се. Главоболката како хронична или акутна болка е една од најчестите болки кои ги чувствуваме. Се појавува поради различни причини, како што се стеснувањето на крвните садови во вратот и главата, недостатокот на кислород во мозокот, вкучаните мускули во горниот дел од телото, претерана активност на мускулите. Сепак постојат начини за природно лечење на главоболката, а еве кои се тие. Главоболката како хронична или акутна болка е една од најчестите болки кои ги чувствуваме. Се појавува поради различни причини, како што се стеснувањето на крвните садови во вратот и главата, недостаток на кислород во мозокот, вкочанети мускули во горниот дел од телото, претерана активност на мускулите, недостаток на глукоза, оптеретување на очните нерви или воспаление на синусите. Со цел да ги минимизирате или целосно да ги елиминирате болките, без консумација на штетни лекарства, ви ги предлагаме следниве едноставни и корисни природни трикови. Пијте повеќе вода. Звучи едноставно, но голем број од главоболките се предизвикани од дехидратација. Масажа на главата. Истражувањата покажале дека масирајќи го тилниот нерв, долниот дел од главата каде што завршува тилната коска, главоболката се намалува за цели 70%. Притискајте ја точката на раката која се наоѓа помеѓу вашиот палец и показалецот. Масирајте го местото умерено 2 минути и потоа префрлете се на другата рака. Истегнете се. Како што напоменавме, главоболките се често предизвикани од тензија во мускулите. Едноставните вежби за вратот и грбот ќе помогнат во ослободување на мускулната тензија, односно елиминирање на главоболката. Јадете овошја кои содржат многу вода. Доколку вашата главоболка е предизвикана од дехидратација, ова е сладок начин кој ќе ви помогне преку хидратација на цело тело да се чувствувате подобро. Нанесете ментол на горниот дел од телото и главата, а потоа благо масирајте околу 5 до 10 минути. Дејството на ментолот се покажало многу корисно во забразување на крвотокот, а оттаму се потикнува и активирање на крвните садови во мозокот, односно дополнителен кислород кој делува благотворно против главоболката. Дишете длабоко. Кога чувствувате болка, вашето тело е под стрес. Длабокото вдишување ќе ви помогне да се релаксирате и да ја облажите тензијата. Напијте се чаша кафе. Главоболките можат да бидат предизвикани и поради ширење на крвните садови. Кофеинот делува спротивно, ги стеснува крвните садови и ги доведува во нормална големина. Растворете малку јаболков оцет во чаша вода и додадете сок од лимон. Јаболковиот оцет помага да се врати нормалната киселост и алкалната рамнотежа на телото, која може да биде причина за болки во главата. Напијте се чај од ѓумбир. Ѓумбирот има антивоспалителни дејства кои ќе ви помогнат во напнатоста, во вратот и мускулите. Ставете малку мраз на слепоочниците. Артеријата која носи крв до обвивката на мозокот се наоѓа токму околу овој дел. Кога имате мигрена, обвивката се воспалува и намалувањето на нејзината температура со овој трик ќе ви помогне за нејзино ублажување. Истуширајте се со топла вода. Топлата вода ќе ви помогне да ја опуштите мускулатурата. Изедете нешто зачинето со чили или црвен мелен пипер. Овие зачини содржат капсиацин, кој делува благотворно на толеранцијата кон болката. Медитирајте. Фокусирајќи го вашето внимание на нешто друго и регулацијата на вашето дишење, исто така може да ви биде од голема корист за ослободување на болката во главата или телото.
Сите дома си ги сакаме маслинките. Тие се богати со витамини и минерали, го штитат и го зајакнуваат имунитетот. А еве, причина плюс зошто треба да јадете маслинки. Освен тоа што ќе ви помогнат побрзо да ослабете, доколку ги консумирате често, маслинките имаат уште 9 предности за кои сигурно не сте слушнале досега. Па еве, ние ви ги откриваме. Маслинките го штитат кардиоваскуларниот систем. Тие спречуваат запушување на артериите, со што ги намалуваат шансите од срцев удар. Сепак, имајте на ум дека црните маслинки се побогати со антиоксиданси од зелените. Маслинките ве штитат од рак. Хроничниот стрес и воспаленијата во телото може да го доведат телото истото да биде помалку имуно на рак, а маслинките ја ослабнуваат оваа комбинација со своите антиоксиданси и витаминот Е кој го содржат. Ја намалуваат и болката. Без разлика дали ве боли глава, мускул или некој друг дел од телото, наместо аспирин или друга таблета за смирување, каснете маслинки. Тие со маслото во нив ќе ја намалат болката веднаш. Ве штитат од алергии. Маслиновото масло исто така делува како антихистаминик кој ќе ве штити од сезонските алергии, доколку сте подложни на нив. Влијаат врз убавината на кожата и косата. Црните маслинки содржат масни киселини кои ја хранат и штитат кожата, додека пак познатата маска од маслиново масло ја штити косата од испуканите врвови и крашливоста. Маслинките ја подобруваат работата на дигестивниот тракт. Со консумирање на витаминот Е кој се наоѓа во маслинките, дебелото црево ослободува слободни радикали кои му овозможуваат да се заштити од рак. Маслиновото масло пак ве штити од чир на желудникот и гастритис. Маслинките се извор на железо. Посебно црните маслинки содржат во себе железо кое им помага на клетките во телото полесно да го пренесуваат кислородот, што понатаму ви помага да се чувствувате и поенергично. Маслинките ги чуваат очите. Освен витамин Е, маслинките содржат и витамин А кој го чува видот и го подобрува ноќниот вид, а ве штити и од болести поврзани со старењето. Маслинките ја зајакнуваат и крвта. Ги намалуваат мастите во крвта и го зајакнуваат глутатинот во неа, што е причина плюс да ги консумирате. Исто така ви помагаат и да ослабете. Најдобра предност на маслинките, посебно за девојките, е баш оваа. Тие помагаат во слабењето со маслиновото масло кое ги разградува мастите и слободните масти во нив кои поттикнуваат топење на килограмите. Доволно причини за маслинките од денес да бидат секојдневно на вашето мени. Постојат огромен број на билки и зачини, кои секојдневно ги користиме, а кои се особено добри за нашиот организам. Тврдењата се со позитивен ефект за зачините и билките, бидејќи тие ви го подобруваат здравјето. Слушате внимателно за што станува збор. Зачините и билките не само што го збогатуваат вкусот на храната, туку ни даваат и здравствени бенефиции. Лековитата моќ на некој од нив се користела уште пред илјадници години, а современите научни испитувања се доказ дека тврдењата за позитивниот ефект на зачините и билките врз здравјето не се само празни приказни. Ви ги нудиме 7 најздрави билки и зачини кои ќе го подобрат вашето здравје. Цимет. Најголеми бенефиции од него. Тој служи за регулирање на нивото на шеќер во крвта кај диабетичарите. Ставете половина лажичка цимет во овесна каша или зачинете го млекото и кафето со малку цимет.Циметот е толку вкусен што никогаш не би ви паднало на памет дека поседува голема лековита моќ. Освен што го регулира нивото на шеќер во крвта кај диабетичарите, внесувањето на половина или четвртина лажичка цимет 2 пати дневно ги намалува и триглицеридите и нивото на холестерол со околу 30%. Cimetот има и антивоспалителни и антибактериски својства и се верува дека ефективно се бори со бактерии. Кај некои луѓе
Циметот ги намалува и симптомите на непријатната горушица. Ѓумбир. Најголемите бенефиции од него: против мачнини и болки во стомакот, за ублажување на симптомите на артритис. Неколку истражувања покажале дека ѓумбирот ја намалува болката и отекувањето кај лицата кои страдаат од артритис. Ѓумбирот е особено полезен за намалување на мачнините и контролирање на нагоните за повраќање. Тој може да ги елиминира стомачните проблеми, а се смета и дека ја намалува главоболката предизвикана од мигрена. Жалфија. Помага за болно грло и зачувување на помнењето. Сварете си чај од жалфија ако имате проблеми со стомакот или ако ве вознемирува сувото и болно грло. Чајот од жалфија ги намалува болките во грлото. Прелиминарните истражувања укажуваат дека жалфијата може да олесни дел од симптомите на Алцхајмеровата болест. Во друго истражување, студентите кои примале екстракт од жалфија пред испит постигнале значително подобри резултати на тестовите за помнење, а кај нив се подобрило и расположението. На листата се наоѓа и рузмарин. Успева да ја подобри концентрацијата и работата на мозокот. Рузмаринот е моќен антиоксиданс кој го зголемува протокот на крв кон мозокот и го заштитува мозокот од слободните радикали, а со тоа го намалува ризикот од мозочен удар и болести како што е Алцхајмеровата. Оваа билка ја зголемува будноста и концентрацијата, при што води до поефикасно извршување на задачи кои се поврзани со помнењето. Рузмаринот често се користи за маринирање на месо и има добра причина за тоа. Тој содржи киселини и супстанции кои се борат против бактериите и го спречуваат расипувањето на месото, а и го прават готвеното месо поздраво. Се верува и дека рузмаринот го стимулира имунолошкиот систем, ја подобрува циркулацијата и ја подобрува дигестијата на храната. Најголемите бенефиции на нането се тоа дека помага против болки во стомакот и за подобрување на варењето на храната. Традиционално чајот од нане се користи за ублажување на болките во стомакот, но нането истовремено ја подобрува и дигестијата. Нането помага и при појава на диареја, гасови во стомакот и синдром на нервозни црева. Делотворниот ефект на нането може да дојде до израз и за намалување на нагоните за повраќање. Често се користи за лекување на обична настинка, болки во грлото, проблеми со синусите и респираторни инфекции. Маслото од нане може да помогне за намалување на главоболка, болка во мускулите или за боболка. На листата најздрави зачини и билки се наоѓа и макдоносот. Тој е неверојатно богат извор на витамини А и С, помага за зајакнување на имунитетот и е особено полезен во заштитата на кардиоваскуларниот систем. Чајот од Макдонос се користи за олеснување на симптомите при појава на уринарни инфекции. Джвакањето на Макдонос го отстранува лошиот здив, а толчен Макдонос надворешно се користи при појава на модринки. И последен овде е зачинот куркума. Куркумата е зачин кој му дава жолта боја на карито, а најмногу се користи во индиската кујна и медицина. Во последните години, истражувањата се почесто ја потврдуваат неговата моќ да се бори против ракот. Во неговиот состав влегуваат супстанции кои што го намалуваат растењето на туморите. Испитувањата покажуваат дека овој зачин штити од рак на дебело црево и од меланом, најсмртоносната форма на рак на кожата. Ако поминувате низ чудни промени во расположението, тогаш сигурно можеби имате проблем со глутенот. Глутенот е супстанца која се наоѓа во житарниците. Што смеете, а што не смеете да јадете, слушаме во следниот прилог. Доколку често ве мачи главоболка или болка во стомакот, поминувате низ чудни промени на расположението, можеби ви пречи глутенот во исхраната. Тоа е супстанца која се наоѓа во житариците, особено пченицата. Тој припаѓа во групата најголеми виновници за алергија на храната. Алергијата на глутен може да ве мачи со години,
а да се сомневате на сосема други проблеми и болести. Се прашувате каде го има глутенот? Глутенот е леплива супстанца која на тестото му дава еластичност, а се наоѓа во производите кои секојдневно ги консумирате. Го има во пченицата, јачменот, ршта, но и во производите кои настануваат од нив. Затоа треба да се внимава, бидејќи глутенот го има и во тестенините, пиците, грицките, супите, индустриската храна, па дури и во храната за бебиња. Проблемот е во тоа што глутенот се крие и во адитивите, конзервансите и во различните стабилизатори на храна, каде обично не го барате. Понекогаш се наоѓа и во процесираната храна, средствата за одржување на хигиената во устата, но и во лековите. Што предизвикува глутенот? Науката се повеќе признава дека бројни болести можат да бидат поврзани со прехранбените фактори, но не се работи само за едни и единствени симптоми, туку кај секого различно се одразува. И покрај различните болести со различни симптоми, глутенот во сите случаи може да биде главен предизвикувач или оној кој ја влошува состојбата. Доколку имате некој од овие симптоми, а досега не сте ја откриле причината, може би токму глутенот е виновникот. Еве ги симптомите: депресија, збунетост, слаба концентрација, артритис, главоболка, промена на расположението, подуеност и болки во стомакот, пролив, синдром на иритабилно црево, кронова болест, екзема, хиперактивност, хроничен замор, епилептични напади, псоријаза. Кај децата, глутенот може да предизвика тешко дишење и чести воспаленија на ушите. Доколку имате некој од наведените симптоми, не мора да поминувате ни за прегледи со години, туку само пробајте извесен период да го изфрлите глутенот од исхраната. Доколку забележите подобрување, тогаш значи дека токму глутенот е она што ви пречи. Најчесто тешко се утврдува кога е во рана фаза, доколку одите на испитување, но со промена на режимот на исхрана може значително да си го подобрите здравјето. Безглутенската храна се смета и за поздрава, па им се препорачува и на оние кои немаат проблем со глутенската алергија. Интолеранцијата на глутен во подоцнежната фаза преминува во целијакија или глутенска ентеропатија. Најчесто е хронична, автоимуна болест која е карактеристична појава кај организмите кои не поднесуваат глутен. Симптомите се долготрајни проливи или чести непријатни столици, болки во стомакот, губење килограми, губење апетит и слаба мускулна маса. Кај адолесцентите кои патат од целијаклија се забележува заостанат развој во пубертетот. Кај бебињата може да се јави за неколку месеци по воведувањето на глутенската храна во исхраната. Најчесто тоа се случува поради тоа што родителите не се придржуваат до календарот на исхрана за бебиња. Нивните црева не се доволно развиени за варење на тие намирници, па така може да дојде до целијакија. Единствен лек за целијакија е безглутенската храна. А еве кои житарици може да ги јадете. Список на житарици кои не содржат глутен: амарант, леблебија, пченка, пченкарно брашно, просо, ориз, оризово брашно, кинеска шеќерна трска, соја, тапинока, киноа, скроп или брашно од компир. Списокот на намирници кои треба да ги избегнувате е следниот: јачмен, јачменов слад, булгар, кускус, пченица, бело брашно, дурум, овес, гриз и рж. Сокот од домати е најхранливиот облик, а доколку го користите редовно, тогаш ќе го подобри вашето здравје. Доматите најчесто се користат за салати, чорби или сосови, но исто така можат да се пијат и како сок. Всушност, сокот е и најхранливиот облик на овој плод. Тој е одличен и содржи многу активни состојки, а ако го пиете редовно, може значително ќе почувствувате големо подобрување на вашето здравје. Постојат неколку клучни придобивки поради кои би требало секој ден да пиете по една чаша сок од домат, а еве ги придобивките. Полн е со витамини. Свежиот сок од домати е одличен природен извор на витамините А и С.
Со редовна консумација на нивниот сок ќе спречите појавување на некои болести кои се поврзани со видот, ќе го зајакнете имунитетот и ќе го одржувате здравјето на забите и коските. Сокот од домат го намалува холестеролот. Поради неправилниот начин на исхрана, се повеќе луѓе има со зголемено ниво на холестерол во крвта. Сокот од домати е богат со хранливи влакна кои го зголемуваат нивото на добриот холестерол, а го намалуваат нивото на лошиот. Овој сок ослободува од отрови. Човечкото тело за жал стана складиште за токсини и разни адитиви со која преполна храната која ја јадеме. Доматите содржат флорин и сулфур, која потпомагаат работата на црниот дроб и бубрезите. Затоа доматите се најдобар плод за детоксикација. Сокот од домат ја стимулира работата на цревата. Милиони луѓе во светот имаат проблеми со цревата. Затоа најмногу помага сокот од домати. Со негова редовна консумација се олеснува варењето на храната во организмот и заштита од појава на запек. Овој сок помага и при слабење. Редовната консумација на сок од домати поттикнува хидратација на организмот, а хранливите влакна кои ги има во сокот даваат чувство на ситост, кое помага ако сте на диета. Исто така го снабдува телото со сите потребни хранливи состојки, па прави сите метаболички процеси во организмот да се одвиваат како што треба. Штити од срцеви болести. Доматот е богат со витамин B6, па неговиот сок е најдобро средство за превентива кога се во прашање срцевите заболувања. Се смета дека витаминот B6 ги уништува хомоцистинот, аминокиселина која ги оштетува крвните садови и со тоа придонесува за срцеви заболувања. Сокот од домати го подобрува тенот. Можете да го пиете, но и да го ставите директно на кожата однадвор. Покрај тоа што има осветлувачки ефект кој спречува појава на акни, ги отстранува флеките на кожата и ги затвора порите. Ги уништува и слободните радикали. Со пиење на само една чаша сок од домати дневно, спречувате појава на слободни радикали во телото. Тие се штетни молекули кои во крајна линија може да доведат до појава на рак. Со оглед на тоа што доматот е одличен природен извор на антиоксиданси, ги запира и појавата и дејството на слободните радикали. И еве уште една придобивка. Го спречува заболувањето од рак. Доматите се одличен извор на ликопен, кој спречува појава на неколку облици рак, вклучувајќи го и ракот на белите дробови, ракот на дојката, простатата, цревата и ракот на панкреасот. Сите овие резултати се доволни за да почнете да пиете чаша сок од домати секојдневно. Ви благодарам за вниманието. Денес имавме нова и исполната програма, а таква очекувајте и утре. Ве оставам во добро расположение, бидете ми поздравени и чувајте се себе. Пријатно!